Горан Станковски открива Паланкан и солзи ке каже дека ова е најтешкиот период од неговиот живот. Има 3 малолетни деца и со години работејќи успеал да направи 2 мали соби за себе и за неговото семејство. За жал, пред неколку години тој на работното место доживеал несреќа, па паѓајќи му контејнер врз телото бил повреден, од кои повреди и ден денес трпи последици. Нозете му се толку повредени што веќе бил подложен на една, а допрва го чека уште една операција во Скопје. Истата ја одложува поради финансиски причини, но и поради тоа што се плаши толку мали деца да ги остави сами дома. Зошто неговата сопруга има здравствени проблеми поради тешко и травматично детство во кое била малтретирана од макеите, таа ќе рече, па сега тој е оној кој готви, пере и се грижи за своите најмили. Поради состојбата не може да работи, сопругата не е никаде вработена, по ова семејство живее само од 9000 денари месечно. И неговиот најмал син ќе рече дека се многу сиромашни, дека немаат услови за учење, сите во една соба и дека често и дома, а и на училиште е гладен. Ги гледам дечињата во училиште како јадат кифла или сендвич, а јас се виткам додека ме боли стомакот, ќе каже 10 годишниот Јован. Сакам поголема соба, зашто немаме каде да учиме сите тројца, сакам убав кревет, но најмногу храна на масата за сите нас. Тоа е мојата најголема новогодишна желба, додава малото момче плачејќи. А веројатно тоа е животната желба на таткото Горан, на кому среќата на неговите 3 деца е најважна и верува дека хуманоста на народот ќе ги избрише солзите од нивните и од неговите очи. Дома им бараш ли на родителите парички за да си купиш нешто? И барам, ама они немаат, одека ќе ми дадат. Што им викаш? Па така, да ми дадат. Они немаат. Колку денари им бараш? Па 30-40 денари им дадат. И што сакаш да си купиш со тие парички? Па кифла нешто. И седиш гладен сите часови? Да, понекад. Некад така од дома се најадам. А дома има секогаш за јадење? Некад има, некад нема. А тогаш кога нема ниту дома, а немаат ни за во училишта, цел ден седеш гладен? Да. А кога ќе се вратиш од школа, можеш ли во школа да издржиш гладен? Не можам. Да? Што ти се случува кога си многу гладен во училиште? Па... Ништо, така седим и зонак ме некад бој. Те боли мишчето? Добар ден. Добар ден. Повторно во Паланка, неколку дена по прикажувањето на сторијата во срце на Дланг, Горан. Јас верувам дека не можеше побаво да започне новата година. Да, така е. Ми помогна од свите. Многу сум заблагодарен и со парични средства ми помогнаа и со злабоко све замрзнувач
Многу храна. многу храна и сега многу сум радосен, се заблагодарувам на сите граѓани што се ми помогнале. Веруваш ли дека ваков осврт ќе добие твојот живот за само 4-5 дена? Не сум верувал, ама има хуман народ што донира. Се виделе мојата ситуација, се ме посетиле во мојот дом, дека е вистина, не е лажно. Јас мислам дека тука најголемата заслуга ја има Јован, кој што ги освои со неговите солзи, неговиот апел за храна на масата. Да имаме соба да учиме. А ние на соба се седиме. Па да имаме кревет, друго масичка. И тоа е. Па да имаме на масата да јадеме. Те некад не јадеме. Немаме. Така некад по школа гледа. Како јадат. И парамам, они немат, одека ќе ми дадат. Бара да јадат, да имат у школа да си купат нешто. Тешко е. Најтешко е у животот. Ото е потешко, не? Но па татко ми е проведен у ногата. Он треба да оди на штаки, ама... Ќе оставим инвалид мојот живот. Приказната која ја разбранува јавноста, сторијата за гладниот стомак на малиот Јован од Крива Паланка, кој побара само храна на масата за празниците и поширок простор за да има каде да учи со братот и сестрата, полека добива среќен расплет. Еве храна све има. Седи во ходникот се уште. Да, па не можем да постигнем. Ова дубоко ми го донира, овој и овој. Дубоко. И овие елки. Да. Донирано е. Беше поинако пред неколку дена тука. Сега има Доволно храна, све има. Добар ден. Тука се и другите деца на Силвана и на Горан и нормално најзаслужниот Јован. Здраво. Здраво, Леан. Јас сум Оливера. Здраво, Силвана. Како си? Добро. Како се смени вашиот живот за само неколку дена? Добро. На добро? Да. Што е различното од старата во новата година? Сега има повеќе за јадење. Имате храна? Да, имаме храна. А претходно како беше? Полошо беше. Ние тогаш не ве сретнавме кога го снимавме Јован. Кога дојде, ми не беа. А јас бев во школа да одговарам. Требаше да одговарам. Беше последен час, крај на првото полугодие и за жал не те запознавме тогаш, но еве вашето братче раскажа дека сакате храна, сакате месо, сакате благо и како и сите други деца што ќе пречекаат новата година, така и вие. И дека учите во една соба и дека навистина ви е тежок животот. И не можете да продолжите така. И мислам дека тука звезда на сторијата е токму малиот Јован, кој што стана многу популарен. Велите дојда од цела Европа донации. Да, дојде од Германија, од Шведска, од Бугарија и сите дојдоа во мојот дом да ми испоштуват. Видео каква сум состојба и со тие све доволно храна има, преполнен сум со храна, со
све што сум немал, све се донинале. Тоа беше веднаш откако сторијата ја пуштивме прво на социјалните мрежи, а потоа и на телевизија. Телефонот и кога се слушавме ние ми велеше постојано ми звони втората линија и постојано чекаше нови донации. Многу беше заватен телефонот, на свака минута ми звонеше и беше многу благодарен да имат моите семејства све по една соба ќе се изгради со тие средства што се донирани, тие се за децата донирани и тоа ќе се изгради после операцијата. Сакате исто да оперирам ногата, зашто не можем да се движи. Велите, освен храната, добивте и многу повици кои што ви донира. Уште една убава работа ми кажавте дека најверојатно ќе добиете вие инвалидска пензија. Да. А вашата сопруга вработување. Ве како доодат донации, како доодат и таа една Кики се вика. Овдека у болница работила и кажа вика ја обеќа вика на утопките. Дека вика има примање, вика да си идеш после Божик. Вика да те примат. Вика да си идеш тоа на пакување на играчки. И кажа ми после Божик и си идем да си се примам за със сигурно ветувам ќе си работим од Божик на пакување на играчки. Кажа ми после Божик да идем. Тој се пада четврток. Сега. Секој четврток, ќе идем. Вика ја обеќа вика на тие таму, вика дека ќе иде за сигурно, вика не му вика да искочи после, не бе викам обавезно ќе идем. Викам да си работим, да си земам собствен динар. И више вакви работи да нема да си вика да не бидете на терет на социјалното, тука да се бидете самостојни, да имате и за вас, и за децата. Ете и Горан бидејќи е во моментов се уште неспособен здравствено за да работи. Значи ќе пакуваш играчки, од сега од 10 јануари започнуваш со работата. Да. Сигурно си возбудена и среќна. Да, среќна сум си, ќе си работам. Започнува еден нов предизвик, еден нов дел од вашиот живот и сето она што беше во старата и до старата 2024 година да го заборавите. Да, тоа да го заборавиме, да се види 24-та нови работи да се случуваат. Во новата 2025. Да, ти благодарам. Веројатно сте возбудена и за сето она што се случува, донациите, за среќата на децата. Да, и заблагодарувам се на сите, и на вас, и на сите што ни помогнаат, од сите држави, и на вас најмногу се заблагодарувам. Вие како мајка се секиравте многу за тоа што не можете да им обезбедите храна, што е најпримарно за децата. Да, најбитното тоа е. Тоа ви беше најболно? Да, најболно. Сега сте среќни? Сега сме среќни, да. Што имат све сега. Вие нели четврток додите за данас е пето, значи една недела како сте додиле има многу е променено. За разлика од не легнувате гладни, што е најважно. Да. Многу се промени работата. А до прва убави работи ќе се случуваат. Да. Многу ни се смени животот. Ова е неверојатно како за неколку денови имаме толку многу храна и целата јавност помисли на моите деца. Ни донираат дрва, многу храна и облека, ми ветија дека ќе ме оперираат бесплатно, а и сопругата доби вработување од следната недела. Јас најверојатно ќе добијам инвалидска пензија и се ќе биде во ред со моето семејство, а најважно е што ќе има и проширување на собите, па моите деца ќе имаат каде да учат и да уживаат во детството, вели Горан. Ќе се реши еден голем проблем, а тоа е, нели, нема веќе да бидете социјален случај, туку сами ќе заработувате средства со кои што ќе ги гледате вашите деца. Ќе биде редовен приход, што е поголем од 9300 денари социјална помош. Боје да има месечно надоместок, неголи тие 9300 денара, тоа е два пазара. Не можем и да ги децата да имат за храна, за вој, за све. Боја е така. За мене ми е мило и драго што ќе се вработи сопругата.
Така, тоа е најдоброто решение во вашиот случај, откако ќе се направат собите, откако дели храна ќе се донира и сето тоа, да се има понатаму решение за секој месец, за секој ден во месецот. А малиот Јован во неверување, како во некој убав сонот кој не сака да се разбуди, повторно со солзи, но овој пат радосници, вели дека ова му била најубавата нова година со многу храна и благо и дека е пресреќен што му се исполнила желбата. Јован, повторно дојдовме во Паланка само за да те видиме тебе, бидејќи навистина предизвика голем интерес кај јавноста да се помогне на тебе и на твоето семејство. Што се случи откако се заминавме од тука и откако почна да доаѓаат првата, втората и ред други донации? Бев среќен, Многу беше среќен. да. Зошто? Зашто донасеше Што ви донесува најмногу? играчки, А тоа што ти го бараше, тоа што ви фалеше, тоа што го немавте додека растевте? Храната? храна, донесува Да. подароци. Кога дојдоа твоето братче и сестричко од училиште, што им кажа? Кој беше тука и како им раскажа што се случуваше? Им кажа дека те снимавме Да, и дека ќе ти има на телевизија, дека ќе ти има на социјалните мрежи и дека можеби ќе имате богата нова година, како и сите деца, како и сите луѓе со храна на масата. Дали доколку не ве снимавме, ќе имаше толку храна на масата? не, Не. да. Зашто беше најсреќен од тоа што доби? Подарок, За подароците? Кој ти е најубав подарок? кој има унутра и играчки. Кога има играчки, тогаш беше најсреќен. Иако ти нешто што најмногу посака кога те снимавме беше да има храна, месо и благо. Да, А што си замисли кога пристигна новата година? Пред некој ден? Што си замисли тогаш? Си замисли уште некоја желба? не, Не. Ти си исполнија сите желби да, преку срца на дланка, така? Да. Сигурно си среќен и за твоите родители, и та мајка ти ќе почне на работа, ќе си има редовна плата и сигурно ќе живеете полесно. да, Ти рече дека многу ви е тесно тука и дека не можете да учите во оваа соба. да, не направат со собе го сакат. Ќе ви направат ли? Што рекоа? Да, ги Да. направат. Тогаш веројатно твојата среќа ќе биде бескрајна. Како ја пречекавте новата година? Убаво, Да, што правевте тука? се игравме со браќата. Веќе имаше играчки, имаше храна и дали може нешто да ми ветиш? Да те замолам нешто? Може, Никогаш повеќе да не плачеш и никогаш повеќе тие убави учења да не пуштат солза, која што ќе биде молба за нешто. Така? да, Ми ветуваш? да, Ќе бидеш среќен од денес натаму, нели? да. Да. Што ќе им кажеш на сите кои што ги погоди твојот плач и кои што го испратија сето ова што го имате дома денес? Што ќе им кажеш на добрите чичковци и детки што ви испратија многу храна, играчки, подароци, облека? Ќе им се заблагодариш? Да, Што ќе им кажеш? дека ни благодарна што ни помогна. Благодарен си. А зошто пак ти се плаче? Од среќа ли? Да, Многу си среќен? Ти се верува ли дека ова се случи? да, Да. Ти ми вети дека нема да плачеш, веројатно ова се солзи радосници. Да. да, Ќе им се заблагодариме сите кои што се добри и кои што се многу хумани. Да бидат секогаш така хумани. А вие најсрекни. Важи? да. Може ли да те гушнам еднаш? Нема веќе да плачеш. Може? Јован, зашто плачеш, злато? Што ти е? А зашто си тажен? Зашто
Што немате злато? Немаме. Така понекад по школу гледам. Што гледаш? Како јадат. Што јадат другарчињата? Па сендвичи. Ти што прештуваш? Гледам. Ти даваат другарчињата? Некад да, некад не. Остануваш гладен? Да. А што им викаш тогаш кога јадат тие дечиња? Ништо. Седим и гледам. А кога одат на училиште и кога ви бараат пари? Па што немам, дека ќе му дај? Што ти викаат тие, а што им одговараш ти кога немаш? Па викам немам, тато, што да правам? Тие сигурно тажни одат на училиште. Па тажни што ќе прават, кога нема. Тешко е. Ги мислите цело време таму. Да ги мислим све, децата. Тешко е. Ги гледаат другите другарчиња. Да и гледат кога зимат храна, они немат. Тешко е. Можеби тоа и ви е најтешко. Најтешко е во животот. Ото е потешко, не? Што да се прави? Ние, кога почна вашата кампања, ни се јави доктор Бојан Трајковски од Екрауд платформата за помош на лица од социјален ризик. Се договоривме дека ќе биде навистина заедничка соработка во вашиот случај, бидејќи ги погодија солзите не само јавноста, туку и нив како граѓани на ово општество. И затоа сега ќе го побарам да поразговарам со доктор Бојан. Доктор Бојан, Оливера е на телефон од Срце на дланка. Ало, Оливера, добар ден. Добар ден. Ние сме во Крива Паланка, кај Горан Станковски, кој што го имитувавме минатата недела во Срце на дланка и кој што побуди голем интерес во јавноста, меѓу кои солзите на Јован ве допреа и вас, па одлучивме заедно да ја спроведеме кампањата преку вашата Екрауд платформа за донација и помош на ова семејство. Сега, да, ние сме тука, сите сме заедно со трите деца на Јован и на Силвана и мислам дека ќе бидат срекни ако им откриеме колку средства се собра, како одеше кампањата, што се случуваше додека тие неколку дена, за неполни 25 часа се собра одредена сума и какви се плановите понатаму. Ве слушаат сите, бајде да им откриеме и на семејството и на јавноста што ќе се случува со иднината на ова семејство. Добар ден на сите, среќна нова година, среќни боџитни празници, да сте живи и здрави, само убави на успех и среќа во животот, како што е редот, нели? Во однос на кампањата која што ја направивме, би се да благодарам на вас како Срце на дланка, бидејќи вие сепак покренавте целата иницијатива, го видовме прилогот кај вас, а согласно тоа и ние изразивме интерес да пробаме да направиме некаква разлика. Годинава 2024 ја завршивме со нешто над 70 реализирани и успешни кампањи. Тоа е една од тие кампањи, секако и оваа кампања. Генерално првичната идеја беше поведена согласно потребата на семејството, односно она што успеавме да го слушнеме и она што вие како Срце на дланка ни го испрезентиравте и секако она што господинот Горан, слушајќи се со него телефонски, ми беше кажано и ни беше кажано и презентирано. Така да успеавме за рекордно време, нешто околу 24 до 25 часа, да собереме нешто над 10.000 евра, околу 610.000 денара беше. Цена се сумата која што собравме, да се тоа идеше и паралелно со јавни апели и навистина огромен интерес од страна на јавноста, бидејќи сепак нито едно дете не смее да поминува низ таква голгота низ која што поминува Јована, веруваме неговото братче, неговата сестриџа. Така да понатамошната идеја е да вложиме во одреден дел на инфраструктура на куќата и секако сето она што ќе биде во договор со семејството, со родителот, со таткото и со мајката, па они согласно нивните потреби, согласно она што имаме можност да овозможиме или заедно со вас како Срце на дланка,
ќе донесеме некаква заедничка одлука да направиме некаква промена пред, сметам дека во живеалиштето, каде што седат заради тоа што сепак основните услови за функционирање и она што е многу битно, да направиме едно долгорочно решение каде што имаат нормални услови за подолготрajno функционирање таму. Да, тие добија премногу храна, се уште еве и ние кога пристигнавме доаѓа преку карго пакети со храна, облека и слично. Тие велат дури од Бугарија, Германија, од цела Европа, Шведска пристигнува деновиве пакети и навистина она кое што е најпотребно име решавање на имотниот проблем, а тоа е проширување на овие две соби или правење на нови две соби на веќе постојно место. Мислам дека Горан рече дека имаат простор каде што можат да се издигнат две нови соби. Така, Горан? Така. Има место да изградимо на децата две соби и одоздоле, мислим, како стубовите и još една да има 3 соби. Купатило и ходник да имат. Да, за да може. Идејата тековна да ги менуваме тие работи кои што конкретно ги спомнавте, некако на лице место ќе мора да пристигне и веројатно договор фирма која што ќе направи соодветна проценка на истото, па ќе ги собереме сите средства кои што веројатно дел има средства и господинот Горан, дел од средства кои што се собраа кај нас на платформата, да при тоа успееме да направиме одредена промена во делот на живеалиштето, односно ако треба и да се изгради одреден дел на веќе постоечката локација секако. Така. Јас многу ви благодарам. Сакам само уште да прашам, има ли шанси, еве бидејќи вие сте медицинско лице, да се реши проблемот со неговиот здравствен проблем со ногата, бидејќи тој има навистина болки, не може да носи ниту кондури доле кај стапалото? Одоздоле? Апсолутно има простор да се реши, доколку секако диагностички и терапевски имаме пристап, односно има можност да се тоа направи. Ќе разгледаме односно сите да речем извештаи кои што ги има господинот Горан, ќе ни ги обезбеди, па согласно тоа ќе направиме понатака соодветна диагностика и доколку има потреба ќе го препратиме ние преку кај колегите на травма или ортопедија, зависи од проблематиката која што е кај човекот, па ќе помогнеме апсолутно во однос на тој простор што и за болја на вистината ни е примарна дејност на ИКРАЛТа, тоа е третирањето, лекувањето на пациентите. Ова во однос на овој тип на кампања е нешто кое што секојдневно дојде, но вистина ни е драго што успеавме да направиме промени и во делот на функционирањето секојдневно, не само да третираме болести и да собираме финансии за болести. Така, здравјето е пред се, но се заедно на еден куп, мислам дека ќе биде голема среќа за сите членови од ова семејство. Ви благодарам многу, доктор Бојан. Ќе се слушнеме повторно. Верувам дека многу набрзо ќе се започне со реализацијата на просторот, уште побрзо дека ќе се реши здравствениот проблем на Горан и уште еднаш ќе дојдеме заедно за комплетно да покажеме што се вие заедно со Срце на дланка сме постигнале за среќата на ова семејство. Апсолутно да, здравјето е пред се, меѓутоа за да имаме здраве мора да имаме соодветни услови за функционирање и за живење. Еден од основните приоритети на оваа кампања беше токму тоа, за среќа и за апсолутна наша среќа комплетно успеавме да го оствариме тоа, имавме комплетна поддршка од целата држава, кренавме што би рекле ние на нозе цела држава, така да ми е драго и ми е драго како ИКРАЛ што успеавме да направиме разлика. После празниците секако веднаш треба да се започне со одреден тип на процедури кои што треба да обезбедат соодветна анализа што конкретно како може да се направи и секако во најбрз може да се почне со одредена градка. Ќе бидеме во контакт, уште еднаш благодарам, имајте убави среќни новогодишни божикни празници вие и вашето семејство, па се слушаме за уште поубави работи. Ви благодарам. Секој е добро, угоден, пријатно. Пријатно. Приказната која ја разбранува јавноста, сторијата за гладниот стомак на малиот Јован од Крива Паланка, кој побара само храна на масата за празниците и поширок простор за да има каде да учи со братот и сестрата, полека добива среќен расплет. Секојдневно не само од земјава, туку и од цела Европа пристигнуваат финансиски средства, храна, облека, играчки за децата и многу надеж дека тие ќе бидат среќни во иднина. Добар ден.
А знаете, да, број 99 крива Паланка. Добро, и твојот број е оставена? Ето така. Добро, Луки, ај на здравие да ви. Здравие и ти да имаш и среќна нова година. Среќна нова и така. Колку дечина имаш? Како? Колку дечина имаш, Милјан? 3. 3, добро. Јас од 3 по 4 ставам работи, добре. Добро, фала ви многу за донацијата. Така, Луки, нема проблем. Ај, бидете Сега поздрави. рокот ти повторно на рокот гледај. Рокот гледав да е долг. Спак ти гледај и така. Добро. Океј. Фала многу. Поздрав. Чао. Ајде, поздрав. Ова е разрешницата или првиот чекор од новиот живот на семејството Станковски. Многу сум благодарен на вас, на доктор Бојан, на снимателите. Многу сум благодарен зашто моите деца ќе добијат Тоа што заслужуваат. Тоа што заслужува. Не можем дека 3 зуба има. Затоа е така. Зборим. Ќе бидат и среќни кога ќе имат по една соба. Ќе бидат многу среќни децата и они се заблагодаруваат и мојата жена се заблагодарува. Мислим дека од 9300 денара не можело е тој да се изгради во една соба 3 деца учат. Најголемата ќерка ми е медицина и овие се осмовно оделение и кога дојдат од школа не може да учат во една соба. Нема простор да учат. Пред неколку дена, точно пред една недела, на ова место ве снимавме и тогаш беа солзи, тажни солзи, апел за помош, а сега гледам на солзени очи, но веројатно тие се од среќа. Солзите во вашите очи. Сега сам многу среќен што ќе се изгради све и донација храна што е имало све. Многу сум среќен од пред една недела како е било, па сега е многу подобро. Сега сигурно веќе имаш направено план каде би биле новите соба 2 што планираме да ги направиме? Од овдека? Од почетокот на Лимот? Да, од почетокот на Лимот до таму. До Голубарникот? До Голубарникот и да се застави овдека, ако може да се застави, да се искористи овај зид. Искаливе, тоа се да се спои со стариот дел од куќата? Да, со стариот дел, ако треба оваа ограда ќе го исечеме. Ќе го исечеме само за да се прошири малку куќата. Да се прошири куќата. А овој све се растура, овој кровот ќе се. А ова што е одоздола? Подрумче. А подрумвијава. А овој тој гаражичка за точоци, тој ќе се исече со збрусови. Има ли дозвола за градба за сето тоа? Нема. Значи тука ќе треба и да бараме дозвола од општината? Да, да бараме дозвола да го изградиме тој зашто не му е спор да дадат. За овој дека нов објект се прави. Ама мислим овие све направи, ама ризично е. Ризично. Оно е изјавено на јавноста дека треба да биде фер градоначалникот да завршиме овој работата. Да бидат среќни моите фамилии. Сега кога има шанса да се искористат тие средства за да се прошири малку куќата, бидејќи реално вие само и една соба е ваша од овие 2. Да. Така? Таа спалната, како што разбрав, не е ваша. Не, таа спалната само за спање. Само за спиење користите. А кујна, ту една соба и кујна и спијат децата. А 3 са деца. Не можат ни да учат ни ништо, мора да се изгради по посебна соба и да учат децата. Немат услови за учење. Освен што, нели, тоа ќе биде сега следна етапа, нели да се добие дозвола и да се градат 2 соби, вие добивте и дрва? Дрва добив 8 кубика, платеница, ама још не се докарани, ама ќе бидат докарани. Прва прилика што дрвата у Шумското ќе ги докарат, ќе дојдат кај мене. И постојано, додека сме тука, ви звони телефонот и се уште добивате донации? Да, све ми нон-стоп звони, телефонот и све нон-стоп донации стизат. Од сви држави и од нашата Република Македонија и од Бугарија. Како планирате да се почне, еве, кога ќе дојде моментот за градење? За градење... Имате ли некој кој што
ете ќе го предложите кој што може да ви гради? Немам. Немате? Немам никого за градење. Јас работим тие работи, ама не сум способен да градим се. Сигурно ако се реши тогаш Ако се проблемот, реши- може би и ќе помагате. Ако се реши проблемот, ќе помогам тука. во Така објект. да треба да размислиме и за градежна фирма која што ќе ги превземе овие работи и ќе ги направи новите соби. Ќе бидеме пресретни све, кога ќе се изгради све, још посретни ќе бидеме. Ви благодариме на вас. Тогаш ќе биде се комплетно. Да, све комплетно, све ќе биде. Ќе бидете среќно Да, семејство. ќе бидеме среќно семејство. Да имаме соба да учиме. А него на соба се седиме. Па да имаме кревет, друго масичка. И тоа. Па да имаме на масата да јадеме. Те некад не јадеме. Немаме. Така некад по школу гледам. Како јадат. И барам, ама они немат, одека ќе ми дадат. Бара да јадат, да имат у школа да си купат нешто. Тешко е. Најтешко е во животот. Ото е потешко, не? Па татко ми е проведен у ногата. Он треба да оди на штаки, ама Ќе оставим инвалид мојство живот. тие нешто, дај. Добивте играчки, немате играчки, нели? Да, вакви коли немате. Сега ќе си играте. Ама ако има батерија.